Почитувани сограѓани, браќа и сестри, ви се обраќам пред се да ви се заблагодарам за топлото и искрено добредојде кој ни го продолжите на нас и на нашата ВМРО ДПМНЕ во изминатите денови, како и за јасната и недвосмислена поддршка во сите наши активности во минатиот период со единствена цел одбрана на македонштината од душманите кои без трошка, срам и совест посегнаа по нашата света татковина. Чувствувам потреба да искажам неизмерна благодарност до сите вас кои во васовен број ни дадовте ветер во грб, сила и поддршка на митингот кога повеќе од 1200 сограѓани јасно вкажавте не на оваа марионетска власт. Се заблагодарувам и на сите кои не подклекнаа на притисоците и уцените на хунтата и не поддржуваат секојдневно во нашите активности со единствена цел одбрана од наметнатата власт. Исто така ја охрабрувам сите кои што се уценети, кои се под најразлична закана, притиснати на начин кој само хунтата може да го измисли да издржат. Доаѓа 21 април, ден кога можеме и мораме да ставиме крај на оваа погубна политика. Обединети сме, сплотени, здружени и силни, нашето оружје е правдата и правдината, непокорот, македонскиот код, македонското ткиво, заветот, тврдокорноста. Нашата причина се црнилата, нашиот мотив е слободата, македонштината. Нашата сила е народот. Нашиот завет се гимиджиите, линденците, децата бегалци, славното минато. Нашата обврска се нашите деца, нашето огниште, нашата иднина. Ајде сите заедно на 21 април и 5 мај да излеземе масовно, гордо и достоинствено, со окрената глава, со чист разум, да го дадеме својот глас, со загружување на бројот 2 и кандидатот Гордана Силјановска-Давкова да избереме за председател и да ја отвориме вратите кон нови парламентарни избори. Да живее ВМРО ДПМНЕ, да живее Република Македонија, да сте ми живи и здрави. Ви благодарам.